А ние продолжуваме на истата тема и ќе зборуваме за најголемата еколошка акција која што се случуваше викендов, Генералка викенд. А кога ќе спомнеме Генералка викенд, се разбира дека веднаш прво помислуваме на двете препознатливи лица. Ќе почнам малку, ќе го избегнам бонтонот, па ќе одиме од десно кон лево. Со нас во студиото се Ханес Јекл и Гордана Софија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Чао, Стра. Изминатите 3 дена бевте турбо, се чистеше на над 400 локации во Македонија и имаше навистина огромна посетеност. Вклучени беа не само општините, туку и општествено одговорни компании, Црвениот крст и така натаму. Но акцијата започна уште на 15-ти со една специјална активност. Да, Генералка викенд неофицијално започна на 15 мај и траеше таа неофицијална, а специјална акција до 17 мај, кога на Шарпланина, околу селата Вешала и Бродец, заедно со вооружените сили на нашата земја, специјалните единици од МВР, ЕБР и Тигрите, Националниот парк Шарпланина, вработените и ренџерите, ЦУК и Менен Маунтен и австриската фирма Саубамахер се исчистија 3 огромни депонии кои што беа таму 20 години. Убавото во сето ова, значи 3 дена се чистеше, ни дождот не ги спречи луѓето да исчистат. Откако се исчисти, убавата вест е дека Саубамахер воспостави систем за редовно подигнување на отпад од овие села, така да ќе нема веќе отпад во локалната река. И тоа е добро доколку граѓаните се придржуваат до се она што вие овој пат им овозможивте. Вие донесовте, ни испративте и инсертите, имаме можност да ги видиме во текот на разговорот. Од кога се исчисти оваа локација, значи во Тетовско, на Шарпланина, кај селата Вешала и Бродец, да. Продолживте во пониските делови од Тетово. Тоа беше вчера, но се чистеше и во Скопје, на Кале. Да. На 17 мај официјално ја отворивме целата акција, што се случуваше во сите 81 општина, односно на повеќе од 400 локации низ целата земја. Мислам дека во петокот 90% од општините чистеа и убаво е чувството кога знаете дека цела земја здружено заедно придонесува за нивната почиста животна средина. Го отворивме настанот со чистење на Кале. После толку години Кале беше на некој начин недостапно за граѓаните. Меѓутоа со ова акција, со отварање на Кале, сакавме повторно да им го ставиме на видик символот на Скопје и на луѓето и да го почувствуваат дека тоа е нивно културно-историско наследство и да го посетуваат повеќе, да го негуваат. Таму имавме представници од многу компании кои што се наши партнери, меѓутоа исто од неколку амбасади, кои имаше, мислам, од прилика околу 200-250 луѓе и се исчисти целиот појас Кале, внатре тврдината со паркот се до појасот музеот на современа уметност. И потоа, секако, сите волонтери, сончеви пионери продолжија со чистење во сите 81 општина. За во неделата да се чисти така групно и како дел од акцијата, патот од Тетово до Шарпланина. Повторно се вративте во Шарпланинскиот дел. Да. Ханес, вашето искуство? Your experience? Прво, сакам да кажам дека имаш убава студио. Браво. Благодарам многу. Многу убав. Од името на сите колеги во македонската телевизија. И драго ми е што се чувствувате пријатно овде во студиото. So, my experience... Почестени сме што го отвараме новото студио. И не случајно сте први да кажам во нашата. Фала ви за честа и може би тоа ова отварање на ова ново студио, бидејќи Ханес многу ја сака МТВ, ќе биде и еден нов почеток за цела земја.
вашето искуство од генералка викендот овој пат? Your experience this time. Our experience. This year was overwhelming. It was not just a huge acceptance, it was a tsunami in Macedonia. Ова година беше вистинско цунами од учесници. We are literally every minute receiving 10s, 20s, 30 photos per minute from all over the country. Да, добиваме буквално на секоја минута по околу 30 до 50 фотографии од цела земја. On Friday we had more than 2,000 photographs and videos from all over the country, from countless organizations, schools. Од сите организации, тоа се околу над 450 организации, почнувајќи од училишта до невладини, до спортски федерации, пензионери, акцијаши, значи различни организации. Во петокот добивме и од општините добивме над 2000 само во петокот, а тоа продолжи целиот викенд, фотографии, да, 2000 фотографии. And my feeling is, we do Generalka Weekend for the 4th year. Ова беше четврт пат Генералка викенд. And in this year, we feel throughout the whole country, like in this studio, a new beginning. И почувствувавме оваа година на вистина една нова енергија, едно ново движење, нов почеток во целата земја. Може би, вие по четврти пат годинава ја организирате Генералка викенд, може би со секоја следна кај луѓето предизвикувате уште повеќе да им се разбуди совеста и свеста за здрава и чиста животна средина. Every year we motivate people more and more to understand that a healthy environment is very important. I think there is a misunderstanding. It is not about a healthy environment. Не се работи за животната средина само. Because when we talk about the environment, we talk about like a Chichko who is living far away. Животна средина е абстрактен поим. We are living in an environment that is enabling our life. Живееме во околина која што ни овозможува живот. So how can we be healthy and have healthy kids and a good life when the nature around us is killing us? Како да имаме здрав живот и децата наши да бидат здрави кога живееме во природа која е загадена. So it's not about the environment, it's about the people. Се работи сепак за нашето здравје, а не само за животната средина. Кога велиме животната средина, претпоставам дека истото го мислиме, не може да живеат здрави луѓе во околина која што не е здрава и е валкана и е гнасна и не само што не е убава за гледање, туку навистина не е убава за живење. Да. Може би имате првично некакви бројки за тоа колку отпад собравте овој викенд? Пристигаат бројките, до сега имаме добиено од неколку општини само. Се уште е рано за да објавиме било каква бројка, бидејќи ќе пристигаат во текот на следниве 2 недели резултатите. Меѓутоа, од она што досега го добивме, да бидеме искрени, се работи за енормни бројки. Енормни бројки на количество на отпад собрано и огромен број на волонтери. Да речем, пример Битола, секоја година излегуваат со над 2000 волонтери. Годинават неверојатно пријатно изненадување се малите општини, кои што прв пат се вклучуваат, како на пример Неготино и Чашка, кои што излегува со огромна бројка на луѓе и ги чистеа сите локации, сите улици, сите пикник места, буквално целиот град. И сите општини. Веројатно еден од најголемите успеси што го постигнавте за овие 4 години е тоа дека успеавте да ги вклучите сите општини, а со тоа и целото население на државава во Генералка викенд. Да, тоа беше достигнување, беше планот, беше целта оваа година да биде национална. Дури имавме и барање од соседните држави да се вклучат. Меѓутоа го оставивме тоа за јубилеот следната година, 5 години Генералка. Убавината е што кога луѓето сами ќе се вклучат, сами со нивните деца, со родители, со пријатели, со колеги, ќе исчистат нивната непосредна средина, и тоа го забележавме во изминативе 4 години, тогаш не валкаат така лесно. Всушност, тие стануваат на некој начин екополиција кон другите несовесни граѓани.
многу пати имаме зборувано за тоа, дека треба да од мали да создаваме навики кај нашите деца. Јас нема да заборавам на вашето последно гостување кога Ханес рече дека за нас има надеж и дека може да бидеме зелена и чиста еколошка држава. И верувам дека вие двајца со вашата мисија сте тука за да ни покажете по кој пат треба да одиме. Велам да ни покажете, иако сум свесна дека голем дел од луѓето се и совесни и внимаваат што прават. Да. Но на дел од оние кои што не внимаваат, да им покажеме како всушност треба. Last time we were a guest here, you give her hope that there's still a chance and hope to become a green country. Yes, there's Leave a mark. and this hope has manifested this year. Таа надеж ова година е веќе манифестирана. If we have an event like Generalka Weekend, where the whole country is standing up for an idea, which happens to be the second biggest event after the elections. Кога имаме ваков настан, кога цела земја е раздвижена и на нозе и предонесува водена од една идеја, бидејќи Генералка Викенд годинава беше вториот по големина настан во нашата земја, а после изборите завршија, сега е прв настан по големина, не само во нашата земја, туку и еколошки настан во Западен Балкан. Yes, but what is interesting is that, you know, the elections are made by politicians, by government, by parties, you know. Изборите се направени од владата, од партиите. But Generalka Weekend is made by the people of Macedonia. Генералка Викенд е создадена од луѓето на Македонија. И тоа е добро што луѓето од Македонија се свесни дека на вистина, доколку имаме потенцијал, треба да го искористиме и да живееме во, зошто да не, една од најзелените држави во светот. Да, ние ги имаме сите можности за тоа. Јас знам дека ние може уште многу да зборуваме и ви ветувам дека многу скоро повторно ќе се видиме, затоа што, знаете како велат, никој не може толку да исчисти колку што ние самите може да извалкаме, да се надеваме дека нема да има многу често потреба од вакви масовни акции за чистење и дека секој од нас ќе се подзамисли пред да го фрли ѓубрето од својата рака.